Штип остана без прволигашки фудбал, откако Брегалница по 3 години во фудбалските елита на Македонија испадна од првата лига како последно пласирана на табелата со 28 бодови на своето конто. Но и покрај испаѓањето од првата лига, Брегалница е екипата со најлоша статистика во фудбалската елита на Македонија. На 33 одиграни надпревари, Брегалница запиша најмалку победи, само 6, има 10 ремија и 17 порази. Ако е за утеха, најмногу порази има Македонија Ѓорче Петров, односно 20 загубени надпревари, па и лавовите се веќе нови второлигаши. Друг лош сегмент од овие статистики за Брегалница е фактот што постигна само 27 погодици. Ако е за утеха, Вардар има само гол повеќе постигнато, а Македонија Ѓорче Петров само 2 повеќе, односно 29 постигнати погодици. Брегалница најлоши по однос на одбраната, кој има примено дури 50 погодици, што е најмногу примени погодици во лигата за оваа сезона која веќе заврши. Од статистиките дома или гости, одново Брегалница на ното табелата. Сините на домашен терен имаат само 6 победи, 6 реми и 4 порази, или 18 постигнати, 19 примени погодици и 24 освоени бодови. Само Македонија Ѓорче Петров е полош од Брегалница на домашен терен. На гостински терен Брегалница е одново на ното табелата, како единствена екипа која не запиша победа на гостински терен оваа сезона. Брегалница имаше 17 гостувања и на ниту едно не се израдува, па запиша 4 ремија и 13 порази. Со постигнете 9 погодици и примени 31 гол, со само 4 бодови од гостински терен. На градскиот стадион во Штип од август ќе се гледа второлигашки фудбал, а Брегалница има многу предизвици. Но ивачката група Фаланга не е задоволна од случувањата во Брегалница. Клубот е пред предизвик да изгради квалитетен тим, да се расчитат дилемите околу тоа кој ќе ја предводи Брегалница во предизвикот за експресно враќање во првата лига, ако е и тоа цел на Брегалница за следната година. Многу предизвици и многу прашања, но и многу лоши статистики. Едно е сигурно, на градскиот август ќе се гледа второлигашки фудбал.